Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Како сте денес? Јас сум феноменално, како што можете да видите. Не знам шо ми е, нешто сум многу расположен, многу пискам, многу се дерам денес, али мислам дека после видеово ќе плачеме заедно. Така да денес снимаме нешто што искрено ми требаше малце да соберам храброст за да го снимам, а тоа е реакција на стари Facebook статуси. Сега Facebook више умира, зашто нели сега Instagram е главната шема, но на времето ние многу користевме Instagram и тоа беше нели главното место каде што ни објавувавме свашта. Така да еве сега ќе пробам јас да копам. Еве сме моментално на екранот, не можев да идам да копам по профил, да идам надоле, зашто многу е зидење, глед треба да идам до 2010-2011, па постои некое си ново место тука во Activity Log, нешто таму кај што можам според година да идам на некои постови и да ми ги дава вака глупо. Така да еве што отворив ја горе што сум пишувал. Ова е веќе снег. Статус за распуст. Подпишувам капитулација од историјава, не можам више. Сум го прочитал тој збор капитулација во некаде во учебникот по историја сигурно и сум решил дека е толку интересен збор, нов збор што сум си го научил, па сега ќе го потребам. Браво, Стефан! Утре нов лимит. Алелуја! Ова е сигурно за интернет на 30 ноември 2011. Леле, мене ми е луѓе страв да копам. Не бришете ги солзите, туку личноста која ве натерала на нив. Ау. Продолжуваме со животни лекции со Стефонатор. Надвор! Со смајличката најомилена на сите, што не си сигурен дали сака да те убие, или се смее, или сака кој знае што да ти знакаже. Животот е убав. Чувството кога не учеш утре. И тоа смајли нека можам. Таман дојде есента, а лисјата престанаа да паѓаат. Ова сигурно што она беше серија на турска, кога лисијата паѓаат и сигурно завршила тогаш. Абе, Стефан бе. Кога некоја ќе ти рече, сите мажи се исти, зарем тоа не е преголемо искуство? И пак смајлито. Ако, леле. Отиде на штрумфови. Премиера. Ова демек дека името го читаш и демек Стеф Рашо, дека Стеф отиде на штрумфови. Здраво комши, што има ново во мојот живот денес? Утре екскурзија. Ау, или бе брат. Екскурзија иде, има лудница да биде. Што да ти кажам, седи ту соба, јадете смоки. Леле, пред 8 години ја имав мојата прва веб страна смеењерасолзи.mk и имав една оваа страна беше моја. После ја продадов и сега мислам дека објавуваат секакви линкови од сајтови, али јас ја одржував со многу голема љубов и тоаш имаше, ја продадов ја на некои 120.000 лајкови, а за во 2011 тоа да имаш на Facebook 120.000 лајкови беше вау. И ете ми наврати некои убави спомени, ова ми беше нешто прво што чепкав на интернет. Уште пред да отворам и англиски канал. Од кога женските се разбираат во фудбал? Време во потопло не можеше да биде. Значи, се што ќе си помислиш ти во моментот, се треба на Facebook да иде, на статус. Ако, Стефан, ако! Добро утро! Ја чувствувате ли мојата болка? Од утре сум озбилен. Ако не сум, прочитај пак. Така. Тргнете го црвениот тепих, сепак не доаѓам. Абе да си идам. Мори мајко. Уште Фармвел. Абе, најачи геймер. Волим те, ал Челзи е Челзи. До ден денес така. Се шал. Гледа бе, овцички сум си објавал од Фармвел секој ден. Please send me. Тогаш аднувавме и странци од цел свет, од некои си групи од Facebook, од свашта. Све со странци се запознаваш ти, си играш, ти комуницираш. Затоа и вака please send me, гледа бе, овцички све. Се врати од Тони Зен. Супер, брат! Леле, гледайте како сум одбројувал. Утре е денот, супер зен. Вечер, супер зен. Ако, Стефане, ако!
Во школа еднаш сретнав многу перверзна девојка. Ја однесов дома и само што влеговме се сврте, се соблече гола и ми рече: "Понижи ме." И јас само и дадов да облече дрес од Манчестер Юнајтед. Зашто, Стефан? Зашто? Остави политика и појаче тон. Не ти треба Facebook, ни телефон. Абе, извини. Око за око, капки за нос. Надвор времево е само за внатре. Не, чекай да видам дали може ја да идам примерно слики. Видам и your albums, кидам таймлайн фото со ние што се. Нема нешто такво? Да. Ова е Стефан во 2012. Си јаде бута палачинки, гледате ја таа коса. Гледате ја таа коса и таа нутела. Јајце на око. Ако, Стефан. Еднаш бефи на Оскарите. Вие сте биле ли на Оскарите? Имате ли селфи со сите овие? Немате? Јас имам. Види бе, детиште бе, види бе. Добро, ќе завршам јас видеото тука. Се надевам дека, не знам што се надевам, дека ви се допадна, али мислам дека сите имаме некој полоши статуси од порано, така да еве, ако сакате, еве доле пишете ми некој ваш лош статус или така да зашто сигурно те се кринџали и вие, не само ја вака со лоши статуси. Очекував и полошо, или ја не ги најдов или нема, али ете, сакав, мислам дека ќе биде интересно да видите како се навраќаме на некои мои стари Facebook статуси. Лајкнете го видео ако ви се допадне, не заборавајте да се субскрајбите на мојот канал и ние се гледаме во следното видео. Чао!